За жал, партизацијава од првите моменти на осамостување на државава е присутна, меѓутоа посебно е до израз дојдено во последните 15 на години и како резултат токму на таа партизација се помалку и помалку има квалитет во установата која што би требала да биде врвот на македонското здравство, каде што се наоѓаме во моментов, а тоа е клиничкиот центар во Скопје. Според мене, партизацијата е главниот проблем, главниот водечкиот фактор кој што создава една неприродна селекција на самиот почеток и понатаму создава еден кадар кој што е, да речем, инертен кон професијата, а повеќе наклонет кон партијата. Па, во принцип, партизацијата како еден од основните проблеми кои што ги имаме во здравството, не носи до навистина многу лоши услови кои што можеме да ги понудиме на пациентите и воедно лоши услови кои што може да ги понудиме и на здравствените работници. Самата партизација е проблем со кој што се соочуваме од моментот кога е почнато здравството и од кога знаеме за здравството во Македонија, барем од оној момент на независност на Македонија, па се до ден денешен, промени речиси да не гледаме. Не само во здравството, туку во сите институции партизацијата е феномен кој што прави сериозни проблеми во функционирањето на институциите, а истовремено и во довербата на луѓето кои што имаат во институциите. Меѓутоа, здравствениот систем е посебно осетлив, бидејќи треба да биде најкредибилен заедно со едукативниот систем. Затоа треба полека да размислуваме и да изнајдеме можни начини за да се департизира и да се деполитизираат сите институции, а посебно здравството. Партизацијата е една од најсериозните проблематики заради кои што младите се напуштаат, односно заминуваат од Македонија. Генерално главната проблематика покрај таа партизација е, често ја спомнам, и административните потешкоти, односно тие документации и вработувањето тешко. Меѓутоа, за жал, гледано вака, се сведува баш на партизацијата, затоа што токму за да ги немаме тие административни потешкоти, веројатно не треба ни да ги имаме партиските вработувања. Гледаат дека најквалитетните кадри од нивната генерација не може да завршат каде што би требало да завршат, или голем дел од нив не може да завршат, без во джепот да ја поседуваат партиската книжка која ќе им овозможи вработување. Се повеќе ќе немаме нити лекари, а ќе немаме за жал нити можност каде да ги испраќаме пациентите. Мораме да направиме јасен процес на селекција и избор на кандидатите кои што понатаму ќе работат во јавниот здравствен систем. Се подготвува нов закон за здравствена заштита, која што треба да биде готова кон крајот на оваа година. Работат експерти и правници кои што цел живот работеле здравство. Клучните промени што ги иницираме е во начинот на кој што се полага самиот испит, во транспарентноста на испитот и секогаш да се бира најдобриот кандидат, односно едно чудно невидено правило да може директорот сам да одбира од кандидатите кои што ги исполнуваат условите да замени конечно во заслужена пензија и навистина да влезат најдобрите на правото место. Мораме мерит системот да го ставиме како еден од најбитните елементи. Разлика може да се случи, меѓутоа разликата секогаш одговорна тврдам дека почнува од самите нас. Ја би сакал јавно да ви се заблагодарам на сите овие невладини институции, да речам, кои што сакаат да помогнат во подобро градење на институциите во државата. Вие давате допринос, сите вие кои што ги спомнавме една по една, така да не би можел да замислам државна институција, министерство или влада која што ќе работи слепо без да ги слуша овие кои што се out of box. Значи надвор од тоа што се случува во нашето секојдневно работење. Така да вие имате доста позитивен удел, барем зборувам за мене како министер за здравство, а се надевам и во другите државни институции. Замисли да се вработуваат најдобрите лекари, најдобрите студенти, најдобрите медицински сестри, најдобрите здравствени работници, кои што понатаму ќе ја пружат најдобрата грижа за своите граѓани.